Повојната историја и географската местоположба на Битола со својот регион, место каде се воделе голем број битки, тоа минато и денеска е живо. И кога зборувам за жива историја, мислам на оној момент кој е навистина голема опасност, а тоа е големиот број на неексплодирани гранати и бомби од Првата светска војна. Па просечно на овој регион во Битолскиот, значи и Мариовскиот се наоѓаат годишно околу од 200 до 300 отприлика неексплодирани убојни средства. Опасноста е огромна, значи се работи за неексплодирани гранати, неексплодирани бомби кои што биле значи испалени од од топот и дали заради некоја грешка при изработката или нешто, некоја друга можност не експлодирале. Значи опасноста од нив е голема. Исто како и денешните, опасноста е огромна. Дирекцијата за заштита и спасување постапува по дојава од граѓани. Проценуваме дали опасноста е голема, дали можат да се отстранат. Ако може да се отстрани, значи се отстрануваат. Ако во случај не е опасноста е огромна, се врши уништување на лице место. И воопшто значи да не експериментираат со него, да не го поместуваат, да не го удират со тврд предмет и што е најважно да не го фрлат во оган. Никако да не се запалува тоа. Оти опасноста е огромна. Исто така можам и да препорачам во овој летен период кога температурите се на екстремно високи, воопшто да не палат трева, стрништа или некои други запаливи средства, бидејќи во сите тие делови може да биде сместена баш тоа неексплодирано убојно средство. Собраните гранати Дирекцијата за заштита и спасување ги складира во магацин надвор од градот и кон крајот на годината на воениот полигон Криволак се уништуваат. Апелот останува лицата кои ќе пронајдат вакви неексплодирани гранати да пријават во најблиската полициска станица.